Амандманот под архивски број НИ 195 поднесен од претендикот Сафет Бишевац. Го молам колегата Сафет Бишевац да го образложи амандманот. Повелете. Благодарам, господине председавач. Со овој амандман бараме 4 милиони денари за изградба на втората фаза од водноводната мрежа во село Цветово во општина Студеничи. Благодарам, го молам заменикот министер за финансија се произнесе по амандманот. Амандманот не се прифаќа, а колку за информација за општината Студеничани, како општина, не населеното место Цветово, во рамките на проектот за снабдување со вода и одвод на отпадните води, финансиран од Светската банка, и се издвоени средства во износ од 270.463 евра за снабдување со вода за пиење и реконструкција на дел од постоечката водоводна мрежа во селото Студеничани. Благодарам. Благодарам. Владата не го прифаќа амандманот. Дали некој бара збор? Колегата Сафет Бишевац, повелете. Благодарам. Добро, одговорот дека не се прифаќа и дека се прави водоводна мрежа во селото Студеничани е и очекуван. Не е тоа нешто страшно. Со овој амандман станува збор за изградба на втората фаза од водоводната мрежа во село Цветово. Не знам дали знаете кај е тоа. Тоа е во општина Студеничани. Тие се во подпазувите практично на китка, вода секаде околу нас, но не и во селото. Тоа не е ни прв случај. Еве слушнавме од колегата дека на многу места практично така функционира оваа држава. Очигледно дека на владачката коалиција предводена од Никола Груевски многу поважни се други работи кои се гледаат овде во центарот на Скопје, од кои АЕР има само тој и групата околу него, заедно со Валентина Стефановска, која, ете, како што вчера слушнавте, за пристоен хонорар од 1,5 милион евра го искажала својот голем патриотизам по градбата на споменикот на војнот. Со тој 1,5 милион евра во оваа држава 20 села ќе ги решија сите своји проблеми. Инфраструктурни. Пат, вода, струја, школа. И ако на оваа владеачка коалиција е поважно цел свет да ни се смее во очи со глупостите, со лажниот патриотизам и со огромниот криминал што го направиле околу себе, ако на оваа власт е поважно на Валентина Стефановска покрај милионите за хонорар граѓаните да и плаќаат спиење во најскапите хотели во Венеција, окей. Знам зашто е така. Затоа што само тоа знаат да го прават перфектно. Да ја манипулираат јавноста, да ја излажат јавноста, наводно да се борат за својот народ и својата држава, а да прават се, дури и најсветата работа да ги поткупуваат темелите на идентитетот на македонскиот народ со некакви нови квази научни теории за генетско потекло од Александар Македонски. Неисте, тоа е негов проблем, тој е проблем на тие луѓе кои веруваат во тоа, но наш проблем е секојдневието. И веќе станува јасно дека оваа власт нема одговор за проблемите кои катадневно ги чувствува обичниот граѓанин. Сиромаштијата, бедата веќе чука на секоја практично врата во оваа држава. 5% екстремно богати во оваа држава немаат проблеми, тоа е факт. Ама останатите имаат 30% живеат со помалку од 100 денари. И треба да им кажете дека ни вода нема. Тоа што природата им го дала, треба да им кажете дека и вода не им треба. Ај што немаат за леп.
Ни вода нема да им даде. Државата нема да се погрижи да добијат барем чиста вода за пиење. И што тогаш да разговараме и за следните амандмани, еве тоа требаше да се бара изградба на школа во населба Љубош во општина Студеничани, средно училиште во општина Студеничани и едно спортско игралиште во општина Моран. Тоа се најголемите места во општина Студеничани. И тоа ќе значи, според овој одговор, дека за ова не може дури ни да се разговара. Не се прифаќа. Владата не прифаќа дури ни да разговара, затоа што единственото образложение не се прифаќа. Од таа позиција вие можете сега да настапувате, меѓутоа не вие лично, се разбира. Вие овде заменувате некого, тоа е господин Ставревски, вистинскиот чувар на касата на патриархот. И тој еден ден ќе се соочи со истиот тој народ. Ви гарантирам. И тоа нема да биде пријатно ни за Ставревски, ни за Груевски. На крајот на криштата народот доаѓа по своето. Може господинот Груевски вчера со оној кој седи на местото преседавач во пленарната сала да изиграва и троштина, да се прави итар, да ја спречи практично дебатата во собранието, да одговори премиерот и министрите во таа влада на пратенички прашања, може да бега колку сака. Вчера избега, факт е дека избега. Меѓутоа, еден ден ќе мора да се соочи со тој народ. И народот да му ја врати вистинската порака. Дека преку глава му е од Грујо и олигархијата околу него, и дека тоа еден ден ќе им покаже каде им е местото. Едно место веќе се обезбедие. Во нови и убави простори. Благодарам. Благодарам. Дали некој